публико. Само сонот е стварност. Таму нема вчера, ниту денес, ниту утре. Останува само надеж и очекување. Се што збива е само во мечтите и секоја мисла сон за соноте. Историјата е низ халуцинации. Човештвото во привиди живее и гине со лаги на устните. 17 Македокс од 20 до 27 август. Да, до 27 август, Скопјани, па и сите вие од цела Македонија кои сакате да бидете дел од 70-тото издание на Македокс, ки имате прилика да гледате документарни филмови, затоа што ова е фестивал на креативниот документарен филм. Имаме многу автори и во ова издание, филмови документарни, приказни и теми што отвораат простори за размислување и за разговор. Што носи подетално овогодинешното издание, каква е програмата и кои филмски приказни ќе ја освојат публиката, на сите овие теми разговараме со програмската координаторка на фестивалот Петрулја Велјановска. Добро утро. Добро утро и добре ни дојдовте. Фала на повикот. Имајте убаво издание, односно ви посакувам успешно издание 17-то на Македокс, па и за почеток вчера вечер започна. Кажете ни кои се вашите првични импресии? Па како секоја година првичните импресии се супер, одлични. Вчера Куршумлијан беше полн до последното место, имаше многу луѓе и пред Куршумлијан и внатре во Куршумлијан. Луѓето го гледаа филмот, имавме два филма, еден краток филм од Шкотскиот филмски институт, Цвекињата стојат молчешкум и сведочат за една Палестина која што порано била обвиена со цвеќиња, денеска знаеме како е. И по него следеше филмот, кубански документарен филм, кон Запад во Запата. Публиката, како што ви реков, дојде во голем број. После тоа имавме концерт пијано во просторот, документарно издание. Тоа беше еден визуелен перформанс на нашиот уметник и автор Емил Петро, заедно со италијанскиот пијанист Саша Латука. После тоа се забавувавме нели со диџеј Зоки Бебе и се надевам дека и следните вечери ќе биде исто така возбудливо и убаво како што беше вчера. И што ни носат сега следните вечери, Петрула? Каков е планот? Што ни носи овогодинешното издание на Македокс 17? Па да, сега втората вечер традиционално ја отвараме со Земја во фокус програмата. Оваа година Земја во фокус програмата е посветена на Шпанија. Денес вечер во Куршумлијан од 9 часот ќе бидат прикажани шпанските документарни филмови, краткиот Murmurations или Роење птици на македонски, на режисерот Ксавиер Марадес, а по него ќе следи долгометражниот филм Амилкар на режисерот Мигел Ек, филм кој што беше и награден на еден од најзначајните филмски фестивали. Тоа е меѓународниот фестивал за документарен филм во Амстердам, ИТФА. Филм кој што беше и на многу други фестивали. Режисерите на двата филма ни се гости на Македокс и ќе бидат на проекциите и по проекциите со нив ќе можеме, и публиката се разбира, ќе може да поразговара. Исто така во рамките на оваа шпанска програма, после таа отприлика ја селиме, уште имаме нели 6 филма во Сулијан кои ќе бидат прикажани и фактички тоа се филмови кои што изминатите 5 години биле прикажувани, биле доста значени на светската документарна сцена. Како што знаеме, Шпанија е голема земја, има голема продукција, меѓу другото има и голема продукција на документарни филмови. Тие стануваат се позначени како некој повик во општеството и ќе имаме шпански гости. Колку вкупно филмови се предвидени за ова издание и колку автори? За ова издание има 71 документарен филм оваа година. Нормално тоа се краткометражни, долгометражни филмови, среднометражни некои. А во однос на темите, какви теми доминираат оваа година?
Па, темите се разновидни, имаме теми кои што зборуваат, нели, од колективната меморија, не знам, на народот до некој прарање на некој нов идентитет. Има еколошки теми, има теми кои што зборуваат, не знам, за животни, за природата, за општествено-социјални теми. Мислам, разновидни се темите, убави се филмовите. Во денешно време документарците, како што можете да видите, ние ги викаме креативни документарни филмови, во однос на тоа што тие се некој вид на авторско видување на проблемите општествено-социјални, економски или културни во светот денеска. И ни ги шират видиците, дознаваме многу за народи, за ситуации и историски гледано и сегашно, за нации, држави, ситуации кои што можеби не ни се толку блиски. Така и плюс во денешно време документарните филмови ги прават многу убаво и многу со напредна технологија, изгледаат вистина прекрасно. Вреди да дојдете на Македокс и да погледнете програмата. Петрула, што друго ја очекува публиката освен филмските проекции? Па покрај филмските проекции секогаш имаме, гледаме што повеќе да развиваме дискусии, па така да оваа година имаме 2 мастер класа на Македокс. Еден мастер клас се однесува на филмската критика и него ќе го држи Алесандро Стелино, кој што е филмски критичар, но исто така е предавач и уметнички директор на најстариот документарен фестивал во Фиренца. Он ќе дојде со еден интригантен мастер клас кој што се вика Збогум филмски критичари, здраво навивачи. Знаете дека оваа година решивме ово фестивалско издание да биде посветено на филмската критика, филмската теорија и сонот, нели? Мотото е само сонот е стварност. Да, филмската критика се повеќе недостиган или е потребна. Да, и поради тоа решивме и да биде посветено и на Илинденка Петрушева, која е еден, како што знаеме, најголем филмолог и филмски критичар во Македонија. Така што покрај овој мастер-клас ќе имаме една панел дискусија за филмски критичари во време на алгоритми, пошто сега знаеме дека филмската критика од весниците се префрли многу во социјалните медиуми. Покрај ова ќе зборуваме на панел дискусија за културната инфраструктура на Скопје пред 2028 година, кога Скопје треба да биде европска културна престолнина. Така што се надеваме дека на граѓаните ќе им отвориме многу теми за размислување. Мастер-класовите и панел дискусиите ќе се одржат во лабораториум во понеделник и вторник, така што тоа се отворени настани, можат граѓаните да ги посетат. Исто така и овие шпанските режисери кои што ги спомнав, кои што денес ќе отворат шпанската програма, ќе имаат мастер-клас исто така во лабораториум. Ја го нарекувам тој мастер-клас некој вид на креативен двобој, затоа што замислен они самите меѓу себе си да се испрашуваат како е да се работи документарен филм во Шпанија, под кои околности работат они, што кријат од себе и од другите при креативниот процес и околу тие теми ќе бидат. Значи Македокс повторно на ниво на задачата со оглед на тоа дека секогаш отварате сложени и актуелни општествени теми, секогаш имате убава најава односно вашите клипови, вашите фолшпани или не знам видео спотови се поприлично загадочни и интересни и со фантастична нарација, тоа го искоментиравме и пред почетокот на разговорот и тука ми се наметнува прашањето колку е важно фестивалот да им даде простор на младите, на новите документаристи, некои кои во овој момент влегуваат во овој свет. Па секако можеби тоа е најважно и тоа најмногу се трудиме да го правиме. Како што гледате, ние имаме тие програмски сектори,
Имаме нели награда за Стар Кромит, тоа се режисери кои што се веќе искусни, имаат повеќе филмови позади себе, но имаме и награда за млади автори, ги викаме тие, или newcomers. Тоа е награда за автори кои што имаат еден или два филма позади себе. И морам да кажам дека последните години во таа програма има многу веќе и поинтересни филмови него веќе во оваа програма за Стар Кромит. Кога го спомнавте Стариот Кромит, зошто Кромитот е сврзан за Македок? Па тоа уште од самиот почеток така ни се наметна пред се, затоа што Кромитот е едно чудно растение кое нели расте под земја, а земјата и секако и документарните филмови потекнуваат од таму, длабоко од земјата. Исто така предизвикува солзи, додека го сечете, а во секој случај и документарните филмови не се лесни за примање, тие најчесто зборуваат за жал за проблеми. Повеќе слојни се. Повеќе слојни се и Кромитот како растение има повеќе слоеви, така да имаше повеќе причини зашто го одбравме Кромитот како лого на фестивалот. Значи ова доста издржано, Ништо не е случајно. Ништо не е случајно, апсолутно. Петрула, од каде гледачите да го почнат своето Македок спатување оваа 17-та година поред? Па, од денес, од вечер, ако се пропуштиле вчера да дојдат на отварањето, јас ги поканувам да секоја вечер до 27 август Македок се отворен. Вчера го отворивме, од денес сме на повеќе локации во Старата чаршија. Во Куршумлијан од 9 часот почнуваат проекциите, а исто така имаме проекции на исто така многу значени документарни филмови на платото пред Музеот Македонија и во Сулијан. Тие проекции почнуваат од 20:30 часот. Имаме кратки документарни филмови, исто така би сакала да ја потенцирам, која мене ми е многу блиска и ја сакам детската програма на Македок, става викендов од 11 часот, во сабот и во недела ќе се одржи во лабораториум, така да ги поканувам сите тетки, мајки, татковци, баби и дедовци да ги донесат децата, затоа што од мали нозе треба да ги учиме децата на естетика и на добар филм. Оние дискусии на крајот од проекциите се многу исто така интересни. Да. Така што Петрула, имаме многу гости, така да има и многу разговори. Ете така, да, уште еднаш ние ќе ги поканеме гледачите, како што рековме, од мали нозе треба да се учи и филмот и културата и нормално да бидат се поприсутни и повеќе заинтересирани се, разбира, да им се наметне како нешто убаво на нашите деца.